Villages were developed in Denmark, Austria and Germany in the 1990s. Between 2005 and 2015, 118 bioenergy villages were established in Germany. Замислено е да пренесе знаења од земји во кои што овие концепти на биоенергетско село се веќе развиени. Тоа се земјите Германија, Данска и Австрија, во други земји во кои што за овие концепти или помалку чула или има само некои спорадични примери, за да се создадат услови за подобно искористување на биоенергијата. Тоа се земјите, значи Македонија, Словенија, Хрватска, Романија и Србија. Правиме анализа на националните и локалните услови, правиме технолошки, економски или техноекономски проценки на локалните синџеви за биоенергија, развиваме концепт за управување со енергија и негово институционално поставување, градиме капацитети за финансиски шеи и бизнис модели и во целиот овој процес гледаме активно да ги вклучиме граѓаните и сите засегнати страни и чинители. Што е биоенергетско село? Веќе слушнавме од видеото, тоа е населба, заедница, село или па цела општина, која што најголемиот дел од своите потреби за енергија ги задоволува преку локални ресурси, во случајов локални извори на биомаса, кои што може да се добијат како остатоци од земјоделството, шумарството, отпадот, меѓутоа вклучува и други обновливи извори. Обично комбинира повеќе технологии, котли на дрвени чипсови, печки на пелети, котли на огревни дрва, електрани на биогаз, когенеративни постројки за топлинска и електрична енергија и се разбира дека откако ќе се произведе таа енергија, до крајните корисници се спроведува преку мали мрежи за централно грејење. Биопаланка може би како мало место, ако ги погледнете кровните конструкции, билионите домакинства инвестира во огромен број на соларни панели, што е само еден од начините за искористување на сончевата енергија. Исто така на територијата на Биопаланка веќе се изградени се во функција мислам 7 или 8 мали хидроелектрани кои ќе користат енергијата на водата. Во меѓувреме, Биопаланка поднесе проект до владата на Република Македонија за целосна гасификација и сметаме дека тоа е исто така еден од бенефитите кои што можеме да имаме, но напоредно на тоа до денес е крајниот рок за аплицирање за проектите од прекогранична соработка со Република Бугарија. Еден од проектите со кои ќе аплицираме за овој повик со Република Бугарија е поставување на фотоволтаични кровови во јавните институции. Било тоа фатени основно училиште Илинден, музеот и општинската зграда. Сето тоа се напори кои што водат кон промена на овие традиционални начини на живење и едноставно мораме да бидеме малку визионерски настроени, да заштитиме на животна средина која што е постана, затоа што гледаме што не се случува со овие климатски промени и со временски услови кои што ги чувствуваме во последните неколку години на поток и на Биопаланка и на Република Македонија. Главни пречки за реализацијата на вакви проекти се социјалните бариери.